Само 3 точки на дневниот ред ќе има на 9-та редовна седница на Советот на општина Кочани. Иако се најавуваше и се очекуваше од советниците ќе разгледуваат и ќе усогласуваат уште неколку други прашања, сепак седницата доби редуцирана содржина. Главна тема всушност ќе биде предлог одлуката за измена на распоредот на средства од буџетот на општина Кочани за оваа година, за да може да се одобри финансиска помош на средното општинско училиште Гошо Викентиев. Парите ќе бидат наменети за тимот ученици кои ќе представуваат општината и државата на меѓународниот надпревар по роботика, што ќе се одржи во Соединетите Американски држави. Со финансиската поддршка што ја издвојува општината, заедно со стопанскиот сектор и други помагатели, треба да се покријат трошоците за нивното патување, престојот и учеството на надпреварот. Исто така, советниците ќе го разгледуваат и локалниот акцијски план за домување, урбанистичко планирање и комунална инфраструктура за периодот од 2018 до 2020 година. Иако градоначалникот Илиев во вторникот најави дека една од точките на седницата на Советот треба да биде и предлогот за пренамена на парите што се заштедени по јавните тендери за изградба на улици, сепак ваква точка нема на дневниот ред. Која е причината за одложувањето, за сега нема објаснување. Всушност се очекуваше советниците да дадат согласност сумата од 6 милиони денари да се пренасочи за реализација на изградба на една улица во зоната лесна индустрија, како и за изградба и асфалтирање на улица во населбата Усова чешма. Освен тоа, се најавуваше и дека советниците треба да одобрат средства за асфалтирање улици во селата Горни и Долни Подлог, при Бачево, Грдовци, Мојанци и Тракање. Седницата на Советот на општина Кочани в четврток започнува во 15 часот, а Канал 8 ќе врши пренос во живо на својата програма.